Мартин Гоџа од Варош е стрекниот фаќач на крст во Охридското езеро. Тој по трет пат утринава беше најбрз од стотината верници кои ова утро запливаа во студените води на езерото по Светиот крст. Традиционално Гоџа заедно со неговата тајфа денеска ќе ги посетат домовите на охриѓани, честитајќи им го големиот празник Богојавление Водици. Трет пат во животот го фаќам и посакувам секој православен христијанин, секој верник да го искуси бар еднаш во неговиот живот ова благодат, овај свет крст. Како беше во водите, студено ли беше? Ко секоја година, така и ова. Ние што живееме во стариот дел на градот, задоени сме со оваа традиција и тоа. Што си посакуваш? Здравје, благосостојба. Температурата на водата беше само 8 степени Целзиусови. На терен беа нуркачки екипи и екипи на Црвениот крст и брзата помош. Иако се помина во најдобар ред, службите имале преку 20 интервенции. Има 17 интервенции во вода и 3 интервенции на копно, и спасители и медицински тимови. Значи, вкупно 20 интервенции, сите поминаа во најдобар ред, нема никакви последици. Градоначалникот Пецаков го даруваше стрекниот фаќач со икона и филигран, а изрази големо задоволство и од се помасовната посетеност на градот за празникот Водици од домашни и странски гости. За охриѓани најголемиот христијански празник, не случајно можеме со слободно да кажеме дека ова е централната манифестација во Македонија, испочитувани буквално од сите институции, а би рекол и од многу голем број на народ кој што доаѓа од сите градови во Македонија, меѓутоа имаме и гости од странство. Чествувањата на празникот продолжуваат утре со традиционалниот ден на рибарите, кога ќе се одржи масовното капење на верниците кај Сараишта, а ќе се служи и рибна чорба и плашици, зачинети со староградска охридска музика.